Револт кај бизнис заедницата поради несериозниот однос на власта во ублажувањето на бранот поскапувања, зашто додека другите држави воведуваат превентивни мерки, барем засега кај нас нема ништо од тоа. Капак на се и ниските плати, високите цени на лебот, брашното, маслото за јадење и кондиторските производи кои ќе бидат први на удар. Паралелно, изгор скапата струјано и горивата, дополнително ќе ја подгреат инфлацијата. Затоа државата мора подитно да најде начин да интервенира и да го ублажи онака нискиот и катастрофален стандард на граѓаните. Владините ресорни министерства и агенции треба да функционираат независно од локалните избори, од изборите за градоначалници или било какви избори, и дека системот треба да функционира во било која состојба. Сите активности што ги прави владата, агенцијата на владата, имаат предзнак и превес на корупција. Тоа значи дека мораме ние да размислуваме во насока на функционирање на системот без перцепции. Паралелно голем скок има и кај цените на гасот, нафтата и струјата, но и неизвестноста на светските пазари и енергенси. И додека се оди нагоре, ништо од најавите дека денеска јавноста ќе дознае колку ќе чини набавката на интервентниот увоз на јаглен со кој власта ќе се обиде да ја превенира енергетската криза. Рокот за доставување на понудите за набавката на околу 1 милион тони јаглен истече пред 2 дена, а денеска требаше да се види кои фирми ќе добијат зелено светло. Бизнисмените велат дека мора сериозно да се пристапи кон целата ситуација, зашто време за чекање нема. Не знам како во иднина компаниите што ќе произведуваат, без оглед дали се приватни или државни, како ќе го надоместат тој губиток. И дали тоа ќе повлече една нова, па дури и даночна евазија, па дури и ценовен шок. Јагленот е потребен за да се пуштат во целосен погон Рек Битола и ТЕЦ Осломе, со што од владата сметаат дека ќе биде доволно за мирно да се помине зимата. Освен увозот на јаглен, владата засега не размислува да воведе други мерки за амортизација на ударот кој сериозно се чувствува во цените. Народната банка веќе најави умерено коригирање на инфлацијата, која веќе е проектирана на 2,2%. Некои експерти предупредуваат дека таа е дури двојно повисока. И за разлика од кај нас во повеќе европски земји, се воведуваат низа заштитни мерки за ублажување на ценовните шокови. Од македонската влада пак вела дека ја следат состојбата и ако имало потреба, дури тогаш ќе интервенирале.